Почитувани, Рената Дескоска е незаконски номинирана за представник на Република Македонија во Венецијанската комисија. Само за да ја згрижи по поразот кој го чека на предстојните избори, Зоран Заев прекрши и закони и меѓународни прописи во врска со судирни интереси. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН поднесе представка до Државната комисија за спречување на корупција поради скандалозното номинирање на Рената Дескоска во Венецијанската комисија. Бараме антикорупцијската комисија ургентно да превземе законски действија за отстранување на состојбата на судирни интереси која е очигледна во случајот. Имено, со конкретните действија целосно е нарушено начелото на интегритет, а извршувањето на службените обврски е сведено на приватен однос што представува основно коруптивно поведение. Доколку ова не ги исполнува сите елементи на судирни интереси, тогаш подобро е да ги избришеме овие одредби од законите. Поконкретно, членот 2, став 3 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси вели, цитирам: под судирни интереси се подразбира состојба во која службено лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз непристрасното вршење на неговите јавни овластувања и службени должности. Состојбата на судирни интереси е создадена во моментот кога МНР ја известува Венецијанската комисија за номинирањето на Дескоска. Дескоска, доколку ги почитувала законските одредби, требала да се повлече од една од двете функции. Впрочем, и статутот на Венецијанската комисија налага независност и забрана за нејзините членови да примаат инструкции од надвор. Тука пред се мисли на државите од кои што тие доаѓаат. Како Дескоска може да биде независна кога таа ја спроведува владината политичка агенда и учествува во голем дел од законските решенија предложени од владата кои може да се најдат пред комисијата? Затоа, антикорупцијска мора да постапи во најкус можен рок и да се повика на Законот за судирни интереси, кој вели дека правните акти што се резултат на корупција или судирни интереси или се донесени, односно склучени заради корупција, односно во состојба на судирни интереси, се ништовни. Ваквите скандали и афери со кои се нарушува меѓународниот углед на Република Македонија мора да запрат и ќе запрат на 12 април. Институциите мора да се ослободат од притисокот на Зоран Заев и да одлучуваат исклучиво врз основа на закон. На 12 април граѓаните ќе стават крај на хибридниот режим. Зоран Заев никогаш повеќе. Ви благодарам.